Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За околу 2 часа почнува молкот пред гласањето на локалните избори в недела. Ке стивне вревата, ке застанат карваните, а граѓаните, како што вели логиката на молкот, ке можат намира да ги сумираат впечатоците и да донесат одлука како ке постапат в недела. Колку навистина одлуката дали и за кого да се гласа се носи во последен момент или макар врз основа на понудата во кампањата, или тоа се ставови изградени многу порано, е едно од прашањата за кои ќе дебатираме вечерва. Ке зборуваме и за тоа каква кампања видовме, каков ефект може да се очекува меѓу етничките коалиции, особено на опозицијската. Дали мапата по овие избори ќе биде многу пошарена без видлива доминација на една боја? Што значи тоа за централната власт? Гости во студиото ќе бидат Ангелка Пеева-Лауренчич, сосопственичка и директорка на агенцијата Image PR, со претходно искуство во политиката, Сефер Тахири, комуниколог, универзитетски професор, и Васко Наумовски, универзитетски професор, исто така поранешен вице-премиер и амбасадор. Дебатата ја почнуваме веднаш. На Алсат ова беше недела на настапи на лидерите на големата партиска четворка. Заев во вторникот, Села во средата, Мицкоски синоќа. Вечерва требаше да гостува лидерот на ДУИ, Али Ахмети, но од неговиот тим пред неколку дена не информираа дека, цитирам, тој нема да биде во можност да учествува во емисијата. Тоа пак воопшто не значи дека ја напуштаме темата за изборите или дека имаме помалку атрактивни и кредибилни гости. За кампањата која завршува за околу 2 часа и можниот исход од неделното гласање, вечерва разговарам со Ангелка Пеева-Лауренчич. Реков, добро вечер, добре дојдовте, сосопственичка и директорка на агенцијата Image PR, инаку универзитетска професорка по односи со јавност, со претходно искуство во политиката. Во колку мандати бевте пратеничка во собранието? Во еден ама квалитетен. Добро. Васко Наумовски, универзитетски професор, поранешен вице-премиер за евроинтеграција и амбасадор на земјава во Вашингтон. Благодарам што сте со нас. Благодарам за поканата. И Сефер Тахири, комуниколог, исто така универзитетски професор. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Ке почнам со Пеева-Лауренчич. Ајде за онаа дилема од генералната најава, колку влијаат кампањите? Вие живеете и заработувате, меѓу другото, од кампањи, но теоријата вели дека не многу се премислуваат и решаваат во текот на кампањата. Кампањите си имаат свое влијание. Кога би немале, не би биле главната поента во секои избори, не само кај нас, туку и секаде во светот. Слоганите, пораките што ги праќате, начинот на кој што комуницирате, боите што ги испраќате, стилот и тонот, имаат едно подсвесно влијание на гласачкото тело и можат да направат разлика која што може да ги дефинира крајните резултати од изборите. Ако е максимум од 5% да добиете или изгубите гласови заради добра, односно лоша комуникација и кампања, тоа вкупно може да биде 10%, што е еден фин збир на крајот од секои избори и затоа партиите и политичките субјекти внимаваат на тој сегмент. Вие сте учествувале во кампањи, веќе реков, штом сте биле пратеник, сте биле и од оваа страна, како аспирант, како кандидат за позиција, но многу почесто сте биле дел од, не знам, креатива, продукција, организација на настани и така натаму. Видовте ли кампања на овие избори кое што ви остави особен впечаток, кое што ви одскокна од некоја друга? Видов две троми кампањи на двете најголеми партии. Не троми во смисла дека немаше доволно видеоматеријал, дека немаше доволно печатен визуелен материјал. Едноставно очекувано нешто видовме. Дури и слоганите кои што беа пласирани, доколку ги тргнете амблемите на политичката партија и ги замените, нема голема разлика, нема да забележите разлика. Така што во принцип сметам дека може да бидат покреативни и попредизвикувачки кон гласачкото тело, зашто нивниот проблем и на двете крупни македонски политички партии е да си го
извлечат максимумот од гласачкото тело, затоа што имаме многу челенџери, многу предизвикувачи на политичката сцена, зборувам за македонскиот дел, кои што пак од друга страна се обидоа да направат некаков креативен пристап, но не доволно видливо и не доволно концептуално поставено. Па имавме случаи да видиме како некои луѓе стојат пред споменикот на 11 октомври, сакајќи да предизвикаат некакво внимание во јавноста, но тоа е се недокажано. Нема приказна, нема целина, нема почеток, нема крај. Од друга страна, во албанскиот политички блок дуи веќе некако како да влезе во стилот на реторички предизвикувачки кампањи, и тоа почна од зошто не пред 2 циклуси и продолжува сега со една исто таква идеја која што не се врзува во визуелните решенија, но реторички се поставува јавноста, која што пак може да им донесе... За председател Албанец зборувате или... Да, на тоа мислите? Да, апсолутно. Како што и премиер Албанец. Тоа е истата матрица која што се покажа како успешна и сега ќе влече Може би гласови. ова шанса, благодарам за овој воведен дел да го вклучиме Тахири. Тахири, ова беше доминантниот дел од кампањата на Дуи, бидејќи таму сепак зелената боја ја гледавме доминантно. Успеа ли да додржат до тоа или ова на Ахмети повторно фрлање ракавица ја издоминира нивната кампања и еве колку алтернатива и алијанса се наметнаа со нивното чисто. Благодарам, Васко, за поканата. Do të më lejoni në fillim që theksoj një gjë që mendoj që është e rëndësishme dhe kam menduar këto ditë dhe dua ta them me që jam këtu. Edhe kjo fushate zgjedhjeve lokale dëshmon për nivelin e përgjegjësisë, përkatësisht pa përgjegjësisë politike në vendin tonë. Ne në një fazë të pandemisë globale kemi fushat me shumë tubime masive, takime me qytetarët, në të cilat politikanët takohen me ta përshëndeten e kështu me radhë, dhe në anën tjetër ne kemi nxënës në shkollat fillore të cilët qëndrojnë me maska. E them këtë si lloj prologu për këtë debat për të shpjeguar se cili është qëllimi i partive politike në përgjithësi, të manipulojnë opinionin publik apo të tregojnë ofertat e tyre. Në këto zgjedhje, unë mendoj se ka një kapërcim shumë substancial dhe është për ta shpjeguar. A do tjetë i zbatushëm, a është i sinqert, a është në kuadër të etikës politike, do të shohim, do të vi tek BDI-ja, por dua të them që VMRO DPMN-ja bën një tranzicion në kuptimin e ndryshimit të mendësisë politike për shkak se kalon nga koncepti Maqedonia e Maqedonasve, Maqedonia e popullit Maqedonas, tek koncepti Maqedonia për të gjithë qytetarët, që unë mendoj se është një ndryshim i rëndësishëm jo për VMRO DPMN-n vetëm, për shkak se ky nuk është interesimi im apo analiza ime, por për shtetin dhe shoqërinë në përgjithësi. Për shkak se një herë për gjithmonë, ne të gjithë që jetojmë këtu, jo vetëm këtë tavolinë, por të gjithë në shtetin tonë, duhet ta kuptojmë se ndërtimi i kohezionit ndëretnik është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për stabilitetin dhe ndërtimin e institucioneve demokratike kështu me radhë, por për të ardhmen e vendit. Треба да видиме се разбира колку тоа е инцидентно и за потребите на оваа компања, колку е... Siç mund ta shihnim me konceptin shoqëri për të gjithë, i cili teorikisht ishte një koncept inovativ, me ide të reja, që i bën një lloj distancimi të kaluarës tonë shoqërore,
në Maqedoni, me të gjitha problemet, me të gjitha të lashet, me të gjitha tensionet ndërretnike që i kemi pasur. Natyrisht këto koncepte është lehtë për t'i thënë, shumë është vështirë për t'i realizuar për shkak të specifikave, për shkak se tek ne gjithë këto 30 vite populata, qytetarët janë mësuar që të dëgjojnë slogane të cilat janë etnocentrike kështu me radhë. BDI-ja në këto zgjedhje vjen me agendën e gjelbërt, që pastaj e quan agenda e blertë, që e kam thënë edhe në një shkrim, është një hap i guximshëm. 17 tetori do të dëshmoj se a është qytetari, jo vetëm shqiptar, por në përgjithësi trupi elektoral i përgatitur për këtë kapërcim prej një partie politike e cila del nga ISHQK-ja, parti politike e cila angazhohet për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, tek një parti e cila ka ideologji apo e cila tenton të ndryshoj ideologjinë në një parti të gjelbërt. Mendimi im është që ende është herët për këtë kapërcim dhe nuk mendoj se qytetari shqiptar është shumë i përgatitur për të pranuar tranzicionin politik që e bën kjo parti politike, dhe në anën tjetër keni konceptin opozitës shqiptare pastër që mendoj se është një gjetje për të bërë një lloj kundërshtimi apo një lloj pandani ndaj BDI-s për dëshmuar se në të ardhmen do të udhëheqin me pushtetin lokal pa korupcion dhe krim. Благодарим и вам за овој воведен дел. Наумовски во кампањите на СДСМ и на ВМРО ДПМН се зборуваше за локални теми, но се меша и централни теми, а видовме и црна кампања. Како вие ја видовте кампањата? Па секако ние во изминатите изборни циклуси, како да не можеме да се одвоиме од таа црна кампања, политичките партии веројатно се уште мислат дека тоа може да им донесе повеќе гласови. Јас мислам дека црната кампања е токму причината заради која што граѓаните се помалку се одлучуваат да гласаат. Црната кампања ги одбива гласачите, ги демотивира да излезат. Меѓутоа, партиите се уште остануваат на ставот дека еден дел од кампањата треба да биде и тој тип на водење на кампања. Нискиот одзив што го имавме изминатите избори, парламентарните избори, минатата година, мислам дека ќе се повтори и сега, што е еден показател дека понудата што партиите ја доставуваат до гласачите не е доволно добра да ги мотивира да излезат, и дополнително имаме на овие локални избори еден поголем број на независни кандидати и за градоначалници и за советници, што зборува дека се расширила таа перцепција дека е отворен оној простор за нови играчи на политичката сцена. И мислам дека во неколку општини ќе имаме изненадувачки резултати поврзани со овие независни кандидатури. Од друга страна, во однос на самата кампања, мислам дека би се согласил тука со госпоѓа Пеева Лоренчич дека не видовме нешто драматично различно од изминатите изборни циклуси и дека динамиката која што сме гледале во некои избори во минатото или па во некои од соседните држави не ја видовме сега. Напротив, и владеачките партии и опозицијските партии има една, би рекол, своевидно здодевна изборна кампања. Кому оди тоа во прилог? Па, нискиот одзив кој што е предизвикан од таа црна кампања, традиционално оди во прилог на власта, затоа што тие ги имаат инструментите кои што им се на располагање да мотивираат одреден број од гласачите да излезат на гласови, и за жал ги имаат они инструменти што значат и притисок врз гласачите. Мислам дека доколку одзивот е поголем, тоа би одало во прилог на опозицијата, а доколку е помал, би одало во прилог на власта, што ќе узнаеме веќе во текот на изборниот ден. Да, Пеева Лауренчич Наумовски ги спомена независните листи и неговата проценка дека, предпоставам таа се однесува пред се на советите или
им давате шанса и на кандидатите, независните кандидати за градоначалници. Ние овие избори имаме и некои независни кандидати за градоначалници кои што според мене имаат шанса да победат во нивните општини. Како ја видовте вие кампањата на независните листи? Таму се чини дека законот поприлично дискриминирачки се поставува кон помалите партии, особено кон овие независни листи на кандидати и за градоначалници и за советници. Имавте ли увид во кампањите прво на независните листи вие лично? Па вие ако се сеќавате во последните минути пред да започнат да се бројат изборните рокови, имаше и еден обид од големите политички партии буквално да ги затворат вратите за независните. И Под притисок на јавноста, за среќа тоа не се случи, да. али бевме многу близко. Тоа е надвор од секоја демократска логика и еве еден јавен апел до пратениците и доколку има таква идеја од страна на нивните лидери, да бидат внимателни дали такви решенија треба да подржат, затоа што во животот и во политиката никогаш не ви е се дадено како што го имате во моментот и таква шанса треба да оставите за нови политички лица, нови политички структури, нови политички идеи, без оглед дали во моментот ги гледаме или не. Например, хрватскиот пример, Загреб, така? Апсолутно. Значи, ние не сме венчани со тоа што го гледаме со години наназад. Без оглед дали е тоа може би добро или може би лошо. Јас би тргнала од себе. Јас сум, не сум во политичка партија, во никаква политичка структура. Сум била. Не сум веќе 16 години. Но јас по убедување сум либерал и таква ќе бидам доколку во еден момент видам таква можност да дадам поддршка на некоја структура што се занимава и искрено верува во овие индивидуални вредности, би сакала да ја поддржам. И законот да даде таква можност. Значи, тоа беше првата пречка и бариера што за среќа не помина во парламентот и очекував повеќе од независните листи. Затоа што фамата што во тој момент се создаде и нивниот јавен притисок за тоа да не се случи, затоа што јавноста беше поттикната токму од нив, не ми ги даде очекувањата на тоа што подоцна го видовме на теренот, не дека независните листи не се добри, напротив, има некои од нив кои што се одлични, но не се изборија за местото во јавноста и видливоста преку нивниот креативен капацитет. Вие сепак одговорност пронаоѓате и кај нив, не само овие објективни пречки за кои што јас зборувам. Да, треба малку и да се наметнете, треба да излезете надвор од шините на вообичаеното и да сватите дека капацитетот на гласачкото тело не секогаш е подготвен за тешки формулации и тешки решенија. Ама ако немате пристап во медиумите, ако немате пари, тогаш се е потешко. Се согласувам, но тоа не значи дека е безнадежно. Значи, сами спомнавте. Имаме примери кога политички субјекти добиваат релевантен политички резултат во соседството и покрај тоа што се хендикепирани во смислата за која што зборуваме, пари, систем и слично. Но, може би сме на почеток. Да, може би сме на почеток, имате право. Тахири, во албанските среди нема многу независни листи, ми се чини дека има во Тетово една која што можеме да ја сметаме за релевантна и за кредибилна. Тетов, ka një listë që quhet Më mirë për Tetovën, e cila për mendimin tim është lista më e mirë se sa të gjitha partitë politike që i kanë kandidatët. Por ne do të flasim lidhur me atë se çfarë kemi realisht në spektrin apo në sistemin politik të vendit. Sistemi politik i Republikës së Maqedonisë së Veriut fatkeqësisht është i determinuar partijakisht. Unë do të kisha dashur sonte të flas
për atë se kandidatët e pavarur, listat e pavarura, participimi demokratik i qytetarëve do të jetë më i madh, por unë kam dëshirë të paktën kur i drejtohem opinionit publik të flas lidhur me atë se çfarë kemi ne si situatë objektive. Ne jemi shoqëri partijake dhe kjo dihet. Ne në Maqedoninë e Veriut nuk flas për bloqet politike ndaras në aspektin etnik, por realisht nuk kemi arritur të formsojmë opsionin e tretë politik, apo një subjekt i tretë politik i cili do të ishte një lloj alternative politike ndaj LSDM-s në njërën anë dhe VMRO-DPMN-s dhe në anën tjetër ndaj BDI-s dhe opozitës shqiptare. Natyrisht që ka iniciativa, ka pasur tentime, është subjekti e Majta apo Levica e Dimitar Apasijevit, por deri në këtë moment flas në sistemin politik, sistemin partijak e kemi dy partijak, pra edhe në blokun shqiptar dhe Maqedonas, dhe kjo nuk më jep shpresë se do të ketë një depërtim të suksesshëm të listave të kandidatëve të pavarur. Natyrisht që ne si shoqëri duhet ta mbështesim konceptin e angazhimit më të madh dhe pjesëmarrjes më të madhe të qytetarëve në jetën politike. Por kjo nuk varet vetëm nga dëshira apo vullneti. Varet edhe nga ndryshimet sistemore që duhet bëhen. Për shkak se ju keni parti politike të cilave u akordohen mjete financiare të shumta në miliona për të bërë fushata të ndryshme. Dhe në anën tjetër i keni qytetarët të cilët duhet të luftojnë në kuptimin politik të fjalës, duhet të përballen me struktura politike, struktura partijake, të cilat gjatë viteve kanë ndërtuar kapacitete të shumta edhe financiare. Ne dim se partitë politike një pjesë e tyre kanë prona shumë të mëdha. Dhe kur kemi këtë sistem partijak, është vështirë ta së pari ta ndërtojmë opsionin e tretë politik dhe më pas ta kultivojmë pjesëmarrjen apo siç e përmenda participimin demokratik, i cili është shumë i rëndësishëm për demokracinë, por fatkeqësisht demokracia jonë mbetet partijake dhe ky është realiteti jonë i zymt. Ќе одиме на реклами, а понив за потенцијалниот, за можниот исход, се разбира, не во бројки, нема да типуваме во конкретни општини, но со некакви генерални напомени претпоставам дека може да се зборува за можниот исход. Благодарам за сега, останете на осет. Продолжуваме со емисијата. Сефер Тахири, универзитетски професор, Ангелка Пеева Лауренчич, исто така универзитетска професорка, експерт за пиар, директорка на Имидж пиар, и Васко Наумовски, универзитетски професор, поранешен вице-премиер, се во студиото. Зборуваме за кампањата која што завршува за помалку од 2 часа и за неделното гласање. Наумовски, ќе се согласите ли дека изборниот резултат в недела сепак ќе биде многу побалансиран од оној што го видовме пред 4 години? Само за подсетување, тогаш првиот изборен круг заврши со 37, односно 38 избрани градоначалници на контото на СДСМ и само тројца на контото на ВМРО-ДПМН е кај партиите на албанците. 5 мина во првиот круг освои ДУИ, 2 демократска, се извинувам, не 5 мина беа избрани во прв круг, 2 ДУИ, 1 демократска партија на турците и 2 независни кандидати.
Па да, резултатот пред 4 години што го постигна СДСМ наликува на оние резултати што претходно ги постигнуваше ВМРО ДПМН во 2009 или 13 година. Мислам дека е далеку од повторување на тој резултат актуелната владеачка коалиција. Сепак мислам дека и на овие избори, како и на изминатите, ќе имаме ситуации каде што граѓаните повеќе ќе ја дадат својата поддршка на кандидатот и токму од самиот кандидат ќе зависи победата во одредена општина, отколку на партијата која што стои зад него. И ние и на минатите локални избори имавме ситуации кога една политичка партија го освои мнозинството во Советот, а друга го доби градоначалникот. Мислам дека ќе имаме такви ситуации и сега. Или пак состојби какви што имавме во изминатите председателски и локални избори, кога се одржува во исто време парламентарни и локални или председателски и локални. Председателскиот кандидат на една партија победува во општината која што била добиена условно речено од другата политичка партија. И во скопските општини имавме ситуација кандидатот на ВМРО ДПМН победуваше во општини каде што на општинско ниво градоначалниците ги имаше СДСМ, што значи дека граѓаните умеат да проценат кога има добар кандидат и не секогаш е пресудна политичката партија која што стои зад него, туку понудата која што тој ќе достави и неговата личност. Каков е вашиот впечаток? Тахири делумно го анализираше тоа колку ќе профункционираат меѓуетничките коалиции. Од една страна се СДСМ, ДУИ и другите партнери, да кажем, во владата, од друга се ВМРО ДПМН Алијанса и Алтернатива. Оваа втората прв пат ќе се тестира на избори. Што мислите? Дали и таму сепак на крајот кандидатот ќе зависи како ќе се определат гласачите? Мислам дека постои можност да се, како што кажавте вие за прв пат, да се мотивира одреден дел од гласачкото тело на албанците во Македонија да гласаат и за опозиционата коалиција. Сепак обратно? Кандидатите на Алијансата и Алтернативата да бидат поддржани од македонското гласачко тело. Да, мислам дека тоа сме го виделе во минатото кога постоеше онаа коалиција помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, со таа разлика што таа коалиција беше тогаш владеачка коалиција. Владеачките коалиции секогаш имаат повеќе инструменти да ги мотивираат и гласачите од различната етничка заедница да поддржат кандидатот од другата. Овој пат имаме ситуација кога за прв пат можеби гласачите албанци треба да гласаат за кандидати за градоначалници македонци на опозицијска политичка партија. Во минатото гласачите на ДУИ ја поддржува понудата на ВМРО ДПМН, но беа дел заедно од власта. И сега во таква ситуација претпоставам не е исто ако гласач албанец е исправен пред одлуката да речеме да гласа за Данела Арсовска или за Тони Михајловски. Во таа ситуација мислам дека ќе биде пресуден кандидатот, првенствено, а второ, она перцепција дека овие локални избори можат да бидат еден чекор напред кон рушење на оваа власт. Овој тест период сега, овие локални избори и коалицијата што е создадена, опозицијска, мислам дека е своевидна подготовка за една идна коалиција на парламентарните избори и можеби идна владеачка коалиција. И во тој контекст, доколку се испорачаат добри резултати од двете страни сега, мислам дека таа коалиција ќе биде во една подобра позиција за идните парламентарни избори, кога и да се одржат. Пева мапата од 2017 е сина. Не е мапа. Да, тоа беше СДСМ се уште беше сина, ДУИ сина и навистина доминира таа боја. Предпоставувам дека и вие сте на линијата на тоа дека овој пат ќе биде пошарено. Да, доста пошарено. Не само затоа што избра други бои, туку во смисла на тоа дека различни партии ќе освојат повеќе гласови од што освоја минатиот пат. Ќе биде доста пошарено од повеќе причини. Прво, затоа што атмосферата не е таква монолитна каква што беше во еден друг период, без оглед дали зборуваме за СДСМ или за ВМРО, пошто ние тоа Джандар збира сме го виделе не само 2017, него и во други изборни циклуси. Второ, затоа што ми се чини дека полека учиме демократијата за жал на потешкиот начин, дека локалните избори не се избори кои што утврдуваат генерални политики, туку се избори кои што утврдуваат шахти, требници, училишта, градинки и слично.
Второ, дека коалициите помеѓу политичките партии кои што имаат интерес политички и граѓански се нормални и дека полека го учиме тој граѓански концепт и него на потешкиот начин, за жал. И трето, дека има можност и одважност на група граѓани кои што можат да се наречат независни или како сакаат да се спротивстават на концептите на двете големи или трите големи политички партии во различни средини. Четврто, срамот на несработеното е голем. И пето, предизвикот да ги добиете граѓаните и покрај тоа што не сте дел од големите партии е можен. Значи 5 работи кои што ни се случуваат, можеби не за прв пат, но за прв пат многу видливо на нашата политичка сцена. Што ќе видиме ние во недела? Ќе се интересираме прво секој за својата општина. Ми се чини дека кога ќе ги гледаме резултатите, нема да сме доминантно насочени на тоа колку гласови добила едната, втората или третата политичка партија, туку кој е тој или таа што ќе победи во моето место. Затоа што тие избори се токму такви. И второ, тоа што е известно, е дека покрај резултатот кој што ќе биде на некоја вага скоро изедначен, според моите прогнози, затоа што ЕСАП-от и на двете големи партии и третата ќе ги растурат токму играчите кои што неочекувано влегле како кандидати за градоначалници или на листите. И таа разлика во гласовите на листи и за градоначалници ќе биде веројатно многу видлива во овие локални избори. Предпоставам дека предвидувате многу втори кругови, многу и предвидувам некои звезди, да речеме. Нови звезди и не заборавајте, градоначалничките места се одличен старт за добри политички кариери. Да, впрочем, премиерот актуелен е поранешен Не градоначалник. само во Македонија, и во светот е тоа така. Значи, добар градоначалник или градоначалничка е добра одскочна приказна за било која политичка функција која што сакате да имате. Зошто е најтешка, менаџерска е. Да. Тахири Пеева вели дека учиме дека локалната власт е за нешто друго, не е за овие големи политики, но сепак дали локалните избори се битка и за влијанија на централно ниво. Знаеме дека мнозинството во парламентот е многу тесно. За цело време од најголемата опозицијска партија стигнуваат најави дека се преговара со пратеници за ново мнозинство и така натаму. Ништо од тоа до сега не се оствари. Возможно е да биде доведено во прашање мнозинството на Заев по овие локални избори? Është e mundur vetëm nëse rezultati i zgjedhjeve do të jetë në favor të VMRO-DPMN-s, jo në numër të votave në kuptimin statistikor, kuantitativ, por në kuptimin e dominimit politik partijak në komunat më të mëdha të vendit dhe nëse shifet që rryma politike në Maqedoninë e Veriut ka shkuar djathtas, atëherë gjithçka është e mundur. Është e mundur edhe përbërje e re, strukturë e re qeveritare, janë të mundura edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Por për të ardhur deri te kjo, unë nuk jam shumë i moshuar, por jeta profesionale më ka bërë të atill që gjithë jetën time të merrem me zgjedhjet dhe fatmirësisht memoria ime mban mend edhe shumë koalicione të shpallura dhe të pashpallura. Do të mundohem telegrafikisht për shkak të kohës. Do të thënë, ne kemi pasur koalicione në nivel lokal që në vitin 96 midis LSDM-s dhe BDI-s. Më pas kemi pasur koalicion... Чекайте, 96-та? Или 2006-та, мислите?
Flas për periudhën kur janë mbajtur zgjedhjet e para lokale në Maqedoninë. Новата територијална организација, добро? 2005-та. 2005-та. Имаше локални избори, да. Domethënë, сега не në разбирам zgjedhjet e дали, para kur Partia për Prosperitet Demokratik ishte në koalicion me PDP, Lidhjen duj го спомнавте, за тоа се збунив, да. Demokrate. Jo, po, ne historinë e shohim vetëm pas 2002-shit, ka pasur edhe histori përpara. VMRO, DPMN-ja dhe Partia Demokratike Shqiptare kanë pasur bashkëpunim të shkëlqyeshëm gjatë periudhës 98-2000, pastaj fillon lufta, e dim historinë. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 99, shqiptarët kanë qenë ata që e kanë zgjedhur presidentin. Gjithashtu ka pasur, e përmendi zoti Naumovski, bashkëpunim midis LSDM-s dhe BDI-s 2002, 2006 në 2005, po. Më pas ka pasur bashkëpunim të jashtëzakonshëm midis BDI-s dhe VMRO DPMN-s gjithë këto vite. Edhe në zgjedhjet presidenciale, ish presidenti Ivanov është zgjedhur me votat e shqiptarëve. Ndryshimi është vetëm formal, sepse tani shpallen koalicionet para zgjedhjeve. Nuk është asgjë e re. As shqiptarët nuk do të votojnë për herë të parë për një kandidat Maqedonas, dhe as Maqedonasit nuk do të votojnë për një kandidat shqiptar. Por, ajo që ndodh, domethënë, është një lloj transparence politike që e bëjnë subjektet politike dhe mirë që e bëjnë në funksion të, siç thash, një lloj përcaktimi të tyre për t'i promovuar konceptet e qarta politike para qytetarëve. Si do t'jetë harta politike pas zgjedhjeve, unë mendoj që fakti që LSDM-ja dhe BDI-ja kanë drejtuar pushtetin lokal gjithë këto vite, pra 4 vitet e kaluara, nuk është favor. Fatkeqësisht, pra ne kemi pasur një lloj pushteti lokal i cili nuk është tërësisht i decentralizuar dhe nuk kemi pasur ne kërkesa për decentralizim të pushtetit dhe as për taksim të qytetarëve. Në komunat shqiptare, taksimi i qytetarëve dhe pagesa e komunaljeve të ndryshme është shumë i vogël. E dini pse? Për shkak se partitë politike kanë kalkuluar gjithmonë me rezultatin zgjedhor. Dhe tani shihni absurdi. Këta konkurrojnë që të bëjnë pushtet lokal më efikas, më efektiv, në anën tjetër friksohen pastaj pas zgjedhjeve të taksojnë qytetarët. Pra, kemi një lloj absurdi dhe kemi një lloj përmendimin tim jo sinqeriteti politik. Dhe çfarë kemi ne në fushat? Ne në fushat nuk kemi një lloj llogaridhënie se çfarë është bërë me pushtetin lokal, me rrugët, me ndriçimet, me kanalizimet, me ujin e kështu me radhë, por kemi një lloj fushate se si do të duket pushteti lokal në të ardhmen. Në aspektin vizual ne kemi spotet shkëlqyeshme, por qytetari, jo vetëm shqiptar, edhe qytetari Maqedonas, edhe ai turk, edhe ai rom, edhe ai vlle, ka komuna të cilat kanë mjete buxhetore vetëm për t'i paguar rrogat të punësuarve në administratë. Komuna e Tetovës ka 365 të punësuar. Komuna e Tetovës ka shërbim juridik për 20 vetave. 20 veta punojnë në shërbimin juridik të komunës së Tetovës. Mos flas për komuna tjera, e njëjta situatë me siguri është edhe në Strumic, edhe në Manastir, edhe në Prilep, kështu me radhë. Ne edhe po t'jemi shtete shumë të fuqishme si shtetet evropiane, natyrisht shtetet evropiane kanë krejtësje tjetër. Çfarë i kemi ne komunat? Dhe këtu do të përfundoj. I kemi si një lloj enti për punësimin e këtyre njerëzve që shëtisin rrugëve, ndajnë fletushka, që njerëzit t'i motivojnë më 17 tetor të dalin në zgjedhje. Nëse vazhdohet kështu dhe kjo është mendësia politike, ne do të vazhdojmë pushtetin, domethënë kur do të dëgjojmë për pushtetin, vazhdimisht mendojmë tek qeverisja qendrore dhe vazhdimisht presim prej qeverisjes qendrore që të çojnë në Haraçin para për zgjidhjen e problemeve lokale. E mora Haraçin në shembull sepse është shembulli klasik
se si është përgjegjësia politike e atyre që udhëheqin dhe e qytetarëve, sepse shifni në demokraci edhe qytetarët kanë përgjegjësi. Dhe ne nëse vazhdojmë kështu, pushtetin lokal, pra nuk do ta kemi të atill që qytetarët do ta ndjejnë, ose vazhdimisht komunat do të presin nga qeveria dhe si thash, kur do të flitet për pushtet, do të mendohet për Zaevin, për Ali Ahmetin, për ndonjë tjetër. Наумовски, и за вас прашањето, може ли резултатот од локалните избори да има ефект врз сегашниот однос на силите на централно ниво, но ќе го дополнам со уште едно прашање, може ли тој резултат евентуално да провоцира ситуација во која што Мицкоски би бил под притисок внатре на евентуални промени во ВМРО ДПМН? Она што мислам дека ќе го видиме после гласањето, односно вечерта на изборниот ден, е дека најголем дел од политичките партии ќе слават победа. Некои ќе го толкуваат тоа како добиени поголем број на гласови на советничките листи, некои ќе го толкуваат како победа во смисла на повеќе градоначалнички места, некои од политичките партии ќе го толкуваат како победа бидејќи освоиле повеќе гласови отколку на минатите парламентарни избори или пак повеќе градоначалнички места од изминатите локални избори. И ќе добиеме во ситуација каде што победата нема да биде јасна и прецизна, односно повеќе политички партии ќе сметаат дека направиле напредок во однос на претходните резултати. Тоа секако ќе може да предизвика еден дополнителен притисок за создавање на едно ново парламентарно мнозинство, но од друга страна слушаме дека и премиерот најавува зголемување на неговото постоечко мнозинство и мислам дека не би требало да очекуваме некакви драстични поместувања внатре во собранието во смисла на бројките. Можно е, доколку се одвиваат некои процеси надвор од собранието, да се зголеми она опозицијска коалиција, тоа секако ќе зависи од некои други политики, пред се тука мислам на политиката на приближување до Европската Унија, евентуалниот почеток на преговорите или дополнителното одложување, но мислам дека ќе биде прерано да зборуваме за тоа после локални избори, евентуално во текот на наредната година би можеле да зборуваме за тоа. За состојбите во ВМРО ДПМН? Па мислам дека внатре во партијата се очекува одржување на еден конгрес кон крајот на годината. Секако ќе зависи од резултатот на партијата што ќе биде постигнат нови избори и тоа ќе има свое влијание врз одржувањето на тој конгрес. Добро, толку е времето. Ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Помалку почнува молкот, в недела гласањето, со дел од вас веројатно ќе се видиме и во недела вечер и во понеделник со анализа на тоа како поминал првиот круг, но предпоставувам дека се сложуваме за тоа дека ќе има многу работа и помеѓу двата круга и дека многу работи ќе останат за заклучување дури по вториот круг од изборите. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Актуелниот градоначалник на Скопје се обидува да се спротистави на вообичајната фраза дека од секое дрвце не бива свирче, со многу јасен и прецизен проект од сферата на образованието, преку кој во главниот град ќе се спроведува инвентивен процес на едукација на растенијата. Да посадиме дрворед кој што ќе брои околу 10.000 високо израснати школувани дрва. Школуваноста е предпоставка за квалитетно само во сфери кои се во домен на насоката низ која се стекнало знаењето. Се друго е под знак прашалник, особено кога ниту по неколкуте неуспешни обиди продолжува тенденцијата по секоја цена да се користат досетки, кои очигледно детектираат карактер со недостиг на креативност, попрецизно духовитост. Заев наликува на оној што на интервју на работа се пофалил дека брзо пресметува, па кога го прашале, добро, ако брзо пресметуваш, колку е 12 по 12, рекол како од пушка милион. Вие му рекле, како бе милион? Не е точно, па вие ме и рековте брзо да пресметам, не точно да пресметам. Точно или брзо?
Тоа е дилемата, иако таа не постои во политичката математика, каде на крајот се сведува на пресметка на азното со кое треба или се располага. Во таква ситуација нема разногласие, туку јасно се забележува единствен однос и хомогеност. Не е се проблем парите. Проблем е коалицијата на овие двајца, што си ја јадат кобасица во овдека, на маса, како што гледате ова се луѓе срекни. Но и на срекните луѓе, таа знае понекогаш и да не им се насмевнува, туку се приморани да се соочат и покрај енормното количество позитивна енергија меѓу нив, само затоа што на крајот пак ќе мора да се пребројува контото врз основа на кое ќе се одредува кому ќе му припаднат ловориките. Митко, крајот е на 17 бе, брат. Шо се нервираш, полека, ќе дојде, еве го. Митко, слушаш ли? Со најдоброто, со Горан Тодоров. Се разбира дека од другата страна се нема разбирање за ваквата директна прозивка, туку се проценува дека причина за вербалната конфронтација е недостиг на адекватен опонент, односно на противник кој би имал свој, а не позајмени идеи. Тие сега ги гледаат нашите проекти, ти викат и ја така ќе направам. И ја ка бате. Нема ка бате се. Треба да си кажеш како ќе направиш. И на крајот, поради оправдано отсуство на соодветни авторитети, в недела на друг ќе му биде препуштена конечната одлука. Не сме баба Вања, народот е тој кој што кажува. Не е проблем што не достигаат пророчици, туку што се му се префрла на народот. А тој често си кажува, ама ретко знае да одлучува. Пријатно до понеделник во 22, кога ќе ги анализираме резултатите од неделното гласање.